Деновиве во Турција почна да се прикажува филмот Реис или Водач. Станува збор за животот на турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган. Од момче кој расте на улиците на Истанбул, сериозно и учтиво, кој продава семки и им помага на сиромашните. Пријателите веќе го викаат Реис. До возрастен човек кој се бори против темните сили во изградбата на силна и праведна Турција. Ова е приказната на новиот филм за животот и времето на Реджеп Тајип Ердоган, човек кој доминира во турската политика во 21 век. Говорејќи пред новинарите на премиерата на филмот, актерот Ареха Бејоглу ги отфрла сугестиите дека излегувањето на филмот било темпирано за да му помогне на председателот да победи на референдумот во април, што ќе му донесе поголема председателска моќ. Филмот, според Бејоглу, е во чест на 63-тиот роден ден на Ердоган. Eleştiri olabilir, dilin kemiği yok, herkes istediğini söyleyebilir. Ama bu hiçbir surette propaganda filmi değildir. Бејоглу, кој го игра Ердоган од времето кога е затворен поради исламистичка активност до доаѓањето на власт, додава: Cumhurbaşkanımız bir tespihteki imame gibidir. İmame koparsa tespihin taşları dağılır. Критичарите на Ердоган сметаат дека расте култот спрема неговата личност во услови на масовни апсења по неуспешниот државен удар во јули лани. Доколку на референдумот минат уставните измени, тогаш се менува политичката сцена во Турција. Председателот ќе може да поставува министри, да го распушта парламентот, да воведува вонредна состојба и да владее со декрети. Поддржувачите на Ердоган пак сметаат дека промените се важни за земјата, која е различена од нападите како од милитантите на исламската држава, така и од курдските бунтовници. Политичкиот аналитичар Мустафа Акиол гледа иронична паралела меѓу Ердоган, кој го враќа исламот, и Кемал Ататурк, татко на секуларната Турција. Сега, еден век подоцна, во Турција се гради друг култ на личноста, и тоа од рацете на оние кои со децении го исмејуваа култот на Ататурк.